Благодарам. Моето прашање се однесуваше на дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, кој на 4.2.2019 го изгласавме по скратена постапка, а со кој вие како влада законски се обврзавте дека сите лозари кои своето грозје го имаа предадено во винарските визби по Вардарие и винарска визба Стефани, во периодот од 2014 до 2016 ќе бидат исплатени. Во одговорот добиен од разрешениот министер стои дека не се исплатени 666 лица кои не биле корисници на основната мерка директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечките лозови насади. Додека оние кои што ги земаа парите на минус 10 до 20% воопшто не се ни спомнати. Сами кажувате дека се работи за 666 лица, што е огромна бројка на луѓе, односно тоа се 666 фамилии, кои се надеваа, ви поверуваа, чека да им се исплатат овие пари. Како овие луѓе, земјоделци, ќе бидат исплатени или тие треба да се збогуваат со своите пари? Со дополнувањето на законот се работи за превземање на обврски од винарските визби по Вардарие и Стефани, а овие винарски визби имаат обврски и тоа големи спрема овие луѓе. Јас гласав и го поддржав овој закон, тогаш можеби не се сликав како колегите, но дадов целосна, комплетна поддршка на ова дополнување на законот, но и тогаш реков дека се надевам дека нема и овој пат уште еднаш земјоделците од нашата општина, од општина Кавадарци, Демир Капија да бидат излажани и изманипулирани. И навистина, колеги, после сето она помпезно најавување, после сите средби и состаноци, кои тогашниот министер, а сега генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз ги имаше со лозарите, после сите сликања кои ги направивте, јас стварно не верував дека може повторно да ги изманипулирате и да ги излажете земјоделците, лозарите. Верував дека барем овој пат ќе си останете, да си стоите на зборот. Но што е уште полошо, вие, земјоделците, и нивната мака ги искористивте, ги употребивте за вашата предизборна кампања. Почитувани сограѓани, земјоделци, почитувани земјоделци од општина Неготино, Кавадарци, Демир Капија, сите оние кои што своето грозје сте го дале во винарските визби по Вардарие и Стефани. Ова беше одговорот на министерот за вашето најчесто поставувано прашање. Останува на вас, земјоделците, да судите и секако од дадениот одговор од министерот за земјоделие да се збогувате од тие пари. Или можеби да се надеваме дека во скоро време ќе има избори, па така да сите средства ќе бидат комплетно исплатени. Благодарам, не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања.